Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 89-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за американска ТВ серија која што имаше своја филмска адаптација во минатото, меѓутоа беше одлика на едно друго време и тоа како беше значајна во рамки на научната фантастика. Меѓутоа, нужно е денес да се реобмисли ова научно-фантастична тропа во контекст на модерното општество, кај што капитализмот го има последниот збор, да се стане успешен и да се стане богат е порамнета една инстанца денес. Се зема здраво за готово постоењето на нашата планета, додека не пристигне посетителот на Земјата, кој што не само што треба да биде огледало на земјаните, туку и треба да биде подучен за тековите и погледите за кои нема поимање на неговата планета, а се содржање на самата земја, без кои што не би можел да ги достигне и оствари своите зацртани цели, доколку сака да ја спаси својата планета, и пред се собственото семејство кое што се наоѓа на неа. Стана збор за серијата The Man Who Fell to Earth на Showtime, за која ќе ви говорам денес, а на почетокот на емисијата имавме можност да ги слушнеме Thousand Moods, односно Kiamots, со композициите Lucid и So Many Days, кои што се наоѓаат на нивното последно студиско издание именувано Youth of Descent, а овој грчки стонер рок бенд, предводник пред се на стонер рок сцената, кој што веќе постојат повеќе од 15 години и се едни од родоначалниците на препознатливиот пред се пустински слип звук на кој што доаѓа од југот, ќе имаме можност за прв пат да ги погледнеме на домашно тло, односно ќе настапуваат во МКЦ на 9 ноември, како предгрупа нивна ќе биде домашните Строг Пост, меѓутоа е еден многу значаен момент во македонската музичка историја со оглед на тоа што за прв пат доаѓаат во Скопје овие стонер рок гиганти во светски рамки. Од нив и од нивниот последен, односно нивниот четврти студиски албум, имаме можност да преслушаме уште една композиција, а тоа е одличната Pearl, така што како што може да во очите дека се подсилно влијани и на Kayas, и на Color Haze, и на Black Sabbath, го имаат MC5 вајбот, меѓутоа имаат и гранж примеси кои што на најдобар можен начин демонстрираат зошто таа спојка помеѓу пустинскиот стонер рок и влажниот гранж од Сиетл може да кохабитираат на едно место. Како доказ на тоа е и композицијата Pearl, која ќе слушнеме во продолжение. А доколку сакате да знаете како ќе гледа на земјаните паднатиот вонземјанин, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 89-тото издание на емисијата ТВ 103 посветено на The Man Who Fell to Earth, која што е американска научно-фантастична ТВ серија, која е создадена од страна на Джени Лумет, која што е една од трекерките во екипата на сценаристи, односно ко-сценаристка на Rachel Getting Married, а покрај неа на серијата работи Алекс Курцман, кој што има напишано сценаријата за последниот The Mummy, за People Like Us и има работено на епизоди на Star Trek, базирајќи се на истоимената новела на Уолтер Тевис, односно The Man Who Fell to Earth. Серијата се емитуваше на Showtime, кабелски канал кој да не беа тие и HBO, вие немаше да знаете што се стриминг сервиси, затоа што енормно е нивното значење на радикализирање на сериализираните облици на продуктите на малиот екран, значи тие се таа спрега која беше нужна да се направи, кај што најправи тука се подигна пред се квалитетот на модерните ТВ серии, но подоцна стана телевизија која што инсистираше на диверзитет на содржината по секоја цена и започна да откажува квалитетни серии пред се,
и добија и тоа како голема критика за нивните неразумни и себични одлуки и денес се повнимателни што бираат за да не го откажат, така што оваа година ја има одличната за која што ви говорев серија Super Pumped, а во тек е American Gigolo, додека пак оваа година ја реализира и комичната I Love That For You и толку. Нема повеќе серии кои што се нови на Showtime. Во најава е Let the Right One In, адаптацијата на култниот норвешки хорор филм и дека ќе продолжат нели Your Honor и Yellow Jacket сериите за кои што ви говоре во рамките на оваа емисија се исто така добри потези кои што ги направија Showtime во последните неколку години. Серијата содржи 10 едночасовни епизоди, што значи дека би се потребни 10 часа да изгледате во целост, што за мене беше невозможен потек во еден ден да го реализирам и да ја гледам во еден здив. Не ни верувам дека тоа е возможно без да се презаситите од ликовите, па затоа јас ја пределив на 3 дела од по 3,5 часа, ако не се лажам, и тоа ми беше премногу понекогаш, затоа што габаритни се епизодите и се шири светот експоненцијално, тоа е точно. Меѓутоа, има дупки кои што сметам дека можеа да бидат решени на подобар начин и да се избегне патетиката која што ја содржи оваа серија. Започнаа со емитување на 24 април, а завршија на 3 јули, што значи дека по една епизода неделно се емитуваше од оваа серија, но јас се збирав за да ја изгледам кога ќе имам повеќе нели слободно време и во летото одвоив време токму за неа. Нема да го фалам овој застарен метод на емитување, потполно го разбирам заради тоа што треба да се наполни програмата на телевизијата. Сум комплетист и сакам да ми биде серијата излезена на послужавник пред да почнам да ја дегустирам, но брзо човек се презаситува неа, па може би еден час неделно и не е толку лошо микродозирање со The Man Who Fell to Earth. Во серијата станува збор за воземјанин кој што доаѓа на земјата со цел да најде начин како да го спаси живиот свет на сопствената планета. За да ја комплетира својата мисија, потребна му е девојката која се има откажано од наука, иако била на праг на револуција, доаѓање до револуцијата со помош на нејзините факултетски истражувања, а денес се обидува да врзе крај со крај, работејќи нископлатени работни подвизи, за да обезбеди за нејзината ќерка и татко. Воземјанинот ќе мора да научи што значи да се биде човек, односно да се очовечи, за да може да се спаси најпрвен човечкиот вид, а потоа и вонземјанскиот, додека не се огледа дека неговите предходници имаат сосема други намери и цели, односно имаат цели да го поробат човечкиот род и да ги спасат само еден дел од населението на неговата Алтеја, заради тоа што таму, Антеја се извинувам, заради тоа што таму се поделени кастите, со тоа што тој припаѓа на условно кажано работниците, односно робовите, кои што се послушни и сервилни, а наспроти нив ги имаме креативците, кои што наредуваат и диктираат, и тие се тие кои што сака неговиот претходник да ги спаси, а не неговиот род, така што тука настанува конфликтот кој се претвора во своевиден пресврт во ова серија. Hello Spaceboy, Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, New Angels of Promise, Under Pressure, Moonage Daydream, Changes, Cracked Actor, The Pretty Things Are Going to Hell, As the World Falls Down и The Man Who Sold the World се насловите на епизодите, кои што се прилично боувиевски, како што можете да забележите, така што капата секогаш шапката секогаш се симнува за Девид Боуи на еден или на друг начин во оваа серија, со оглед на тоа што тој е човекот кој што го предводеше првото филмско адаптирање на оваа идеја. Во 2019 година идејата за серијата мигрира од Hulu на CBS All Access, што ќе беше погубно за оваа серија, со оглед на тоа што националните телевизии тоа како не би си дозволиле да вложат најпрвен повеќе пари и да ја направат да биде конкурентна со другите серии, додека се работела во Hulu со купувањето на Fox од страна на Disney,
купувањето на се живо и диво од страна на Дизни, се донесе одлуката да не се фрла пари за оваа серија, за во март 2021 да заврши во рацете на Showtime, а иницијално беше планирана да биде објавена во 2021 на Paramount+, стриминг каналот на Paramount. Меѓутоа се одлуката падна да се прикаже во САД на Showtime, а интернационално да биде составен дел од стримерот Paramount+, од тоа што во Лондон на 3 мај 2021 започна со работење на оваа серија, односно започна со снимањето. Со оглед на тоа што ова е сепак кабелска телевизија има можност да се измерат тие застарени модели на пиплометри, од 120.000 до 170.000 беше гледаноста на епизодите, што секако дека е далеку од цифрите од славните години на Showtime, но доволно е да се покрие летната дупка која што ја има Showtime во програмата и да се издолжи во рамки на 3 месеци, и со самото тоа мислам дека серијата си ја заврши во очите на Showtime својата цел и работа, и веќе имаат, ако ја проложат, имаат веќе една можност да пополнат друга летна дупка во рамките на оваа телевизија. Два лика од две планети кои што се борат за да преживеат нивните семејства, забележуваме во оваа серија. Човештвото кое што не е подготвено нели за изумот кој го носи во земјанинот, односно непотрошливиот извор на електрицитет, затоа што нели секогаш кога иновацијата ќе се стави во преден план, власта секако дека ќе сака да ја има контролата врз неа, за да не си добие некој човек од некоја си корпорација преголема опортунистичка желба да ја има во посет. Ако не се лажам, имаше оваа серија една номинација на Еми наградите. Тука ќе правиме на кратка пауза и во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме Клач, односно тоа се култниот стонер рок бенд кој што го издаде својот 13-ти студиски албум. Овие американци го издадоа на 16 септември, албумот гласи Sunrise on Slaughter Beach, издаден е за Weathermaker, со тоа што од овој моќен албум ќе ги слушнеме Red Alert, Boss Metal Zone, потоа ќе слушнеме Slaughter Beach, Mountain of Bone и Nosferatu Madre. Така што во продолжение ги слушаме одличните Клач со прекрасниот вокал на Нил Фелон, кој што е еден одличен, моќен вокал, покој што е препознаен на овој бенд. Ако не се лажам, Book of Bad Decisions беше претходниот албум од 2018 година, кој што го издаде овој бенд од Мериленд. Меѓутоа, ние ги слушаме со 4 композиции од нивниот најнов албум Sunrise on Slaughter Beach, и потоа ќе се вратаме да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што може да забележите во The Man Who Fell to Earth. Уживајте во Клач. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 89-то издание, посветено на ТВ серијата The Man Who Fell to Earth, а во овој сегмент на емисијата сакам да обрнеме внимание на актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во ова серија, која што е предводи чиветел Ејфор, кој што го глуми во земјанинот Фарадеј, односно во земјанин кој што доаѓа од планетата Антеја, кој што мора да научи предсечовечки манеризам, за да може да се вметне помеѓу луѓето и да дојде до зацртаната цел, односно спасување на неговата фамилија, народната Антеја. Со оглед на тоа што има поделба на подчинети и надредени, односно на слуги и на креативци, или како сакате веќе назначете ги двете касти со кои што се раководи на Антеја. Може да се забележи една двојба која самиот не може да се лажене дека цело време ќе биде еден од избраните, а всушност е еден од тие покорните,
кои се наменети да им служат на тие кои што ја преземаат власта и наредбите на неговата планета. Меѓутоа, го носи со себе фьюжн генераторот, односно еден уред кој што може да понуди константен електрицитет кој би ги решил сите наши проблеми, посебно во вакви енергетско кризни периоди. Мислам дека еден фьюжн генератор и тоа како добро би ни се нашол. И пред се има за цел да се врати на својот свет и да ја донесе својата фамилија на земјата, меѓутоа неговите претходници не го имаат истото негово размислување, односно не се толку добро детелни со оглед на тоа што сакаат да ги експлоатираат луѓето за разлика од него, а со оглед на тоа што тој може да согледа која е големината и на луѓето, сепак доаѓа и си заминува од земјата со неговите добри намери, а се разбира дека комични се ситуациите во кои што се однесува како мало дете со оглед на тоа што пркоси на правилата на земјата кои што не ги знае и се му изгледа прилично чудно. И има и тоа како голема жет, со оглед на тоа што мислам дека 4 мочни меури или така нешто посочи во серијата дека поседува, така што е еден атипичен, може би, земјанин кој што би очекувале да погледнеме на земјата, меѓутоа интригантно се индоктринира на неа со оглед на тоа што има и своја антеанска лика и прилика, односно изглед, со кој што наликува повеќе на некаков си аватарски свет Антеа и во некаква си поанималистичка форма може да го видиме таму. Покрај него во серијата глуми и Наоми Харис, која што го игра ликот на Джастин Фалс, што представува избраната помеѓу луѓето, која треба да се соочи со потенцијалот за да го спаси светот, со оглед на тоа што таа веќе работи нископлатени професионални ангажмани само за да може да го одржи кровот над нивната глава, на низината ќерка и низиниот татко со деменција, така што таа се бори да ги закрпи први со први, а од друга страна доаѓа во земјани кој што и посочува дека ти го имаш клучо за да го решиш проблемот на мојот и на твојот свет, меѓутоа сепак да се биде избран со ова тежиште, односно со ова и тоа како мако трпна работа, и тоа бара од самиот лик да мора да сте помири со реалноста со која што е зададена оваа улога. Низината ќерка, односно Моли Фолс ја глуми Анеле Олај Леје, тоа е ќерката на Джастин Сизилом, и низиниот татко во серијата Джозеја Фолс е Кларк Питерс, односно тој за момент е излечен од неговата деменција, меѓутоа тоа е еден од тие подвизи кои што ги прави самиот Фарадеј со оглед на тоа што да, може да ја одземе болеста, меѓутоа ги одзема и севкупните емоции и прави едно подвижно зомби од него, кое што и тоа како не се допаѓа на начинот на кој што тој е излечен на неговата ќерка, така што повеќе би го сакала тој да биде присебен и приземен и свесен, отколку да биде злоупотребен, односно да биде под некаква си, условно кажано, излечена состојба, каде што тој само вегетира и нема собствени мисли, односно човечноста би била испиена од него. Засилена е оваа серија со Бил Најти, кој што глуми Томас Джерон Њутон. Тој е првиот во земјаnin кој што паднал на земјата, кој што ја започнал невозможната пресметка да се до некаде да се одработи, која треба да ја надополни Джастин со низиното поемање на астрофизиката, но тој има зли намери да ги пороби луѓето и да донесе само избраните креативци од Антеа на земјата. Така што ова се злите намери кои што Томас Джерон Њутон на крајот дори на серијата ги посочува. Тој се има изолирано од човештвото, живее во една прашума во Латинска Америка, така што тој нема допир со човештвото, видел што требало да види низ децениите додека тој е на земјата, и се има повлечено со надеж дека ќе дојде неговиот миг кога избраникот за да им помогне на состојаниот свет ќе биде само манипулиран од негова страна за да се дојде до целта. Прилично пргав лик е и она го манипулира
Фарадеј на секаков можен начин и си игра со неговите симпатии, откако нели ќе научи што значи да се биде човечност и ќе научи неколку лекции на емпатија. Да ги напоменеме тука Спенсер Клеј, кој што глуми Џими Симпсон, кој што нели мора да има некој бескрупулозен од власта кој што ќе води потера против Фарадеј, нели мора и власта да се инволвира во некаков си изум кој што би требало да го промени човештвото и нели да биде контролата во нивни раце. Дрю Финч е глумена од Кейт Мулгру, која што е раководителка на тајните служби, таа е една од испрашувачките на лице место, а покрај нив Еди Флад, кој што ја глуми Сонја Кесиди, е CEO на Origin Industries, односно тие го имаат патентот на Ньютон, на неговите равенки и со помош на Джастин ќе се направи совкупната пресметка која што сакаат да имаат во нивен посед. Во рамки на фамилијата Флуд, Еди е неприфатена од незиниот родител и цел незин живот требало да се бори против таа скрупулозност од негова страна, која мора нели да ја брани од една страна својата компанија по секоја цена, од секаков вид на напад. Незиниот брат Хедж Флуд е глумен од Роб Дилейни, која е црната овца на технолошката компанија на кој што татко му не сакал да му ја препише фирмата заради тоа што сметал дека Еди, едно прилично машко име на неговата сестра, е поодговорна од него за да ја преземе фирмата во незини раце. И уште една пркосничка во ЦИА, овој пат водена од лична одмазда, е ликот на Лиса Домингес, која што ја глуми Јоана Рибеиро. Така што имаме неколку фронтови каде што се групирани ликовите. Еден е оваа компанија која што е во раководство на фамилијата Флуд. Потоа ги имаме Централно разузнавачката служба, односно ЦИА, и нивните агенти кои што се на терен, и секако семејството Фолс, односно Джастин, Моли и Џозеа, кои што му помагаат на Фарадеј да ја склопи пред се машината и да може да отпатува на неговата планета и да мигрира неговото семејство, односно да биде спасено од надоаѓачката катаклизма, која што доколку не се опрезни, нели, уште една еколошка сентенца се врзува со оваа серија, ако земјаните не внимаваат што точно прават, ја загубат и единствената планета која што им предстои, што била од секогаш двигател на оваа книга, филм и серија. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Color Haze, бендот под кој чие што влијание се Кијамоц. Тие го издадува нивното ново студиско остварување именувано како Sacred, кое што е станува збор за бенд, нели, кој што е комбинаторика помеѓу психоделичен и стонер рок звук, кој што ни доаѓаат од Минхен, од Германија, со тоа што нивното последно студиско издание е именувано, издадено пред неколку недели, именувано е како Sacred, од кое што ќе ја слушнеме композицијата Turquoise, ќе ја слушнеме Goldmine и Ideology. Тоа се композициите кои што ќе имаме можност да ги искусиме од одличниот инструментален сегмент, а и пропратени со соодветни вокали од 13-тиот, ако не 14-тиот се извинувам албум на одличниот бенд Color Haze, и потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата The Man Who Fell to Earth. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 89-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за The Man Who Fell to Earth, односно ТВ серијата на која е адаптација на популарниот роман со исто име. Меѓутоа, за самиот крај на емисијата ќе споделам одредени спецификации кои што ги поседува. Може би нема најава оваа серија, ама секоја епизода има една бесна титул карта со фонт кој што милува да користат Iron Maiden, и тој беше истиот фонт кој што беше користен и на филмската адаптација со Дейвид Бови. А режисери на епизодите се Алекс Курцман, кој што има снимено најмногу, и после него има Сара
Harding и Джос Агню, не станува збор за некоја си проблематична дискрепанца помеѓу нивните различни стилови, со оглед на тоа што секоја епизода се оди на различна локација и се снима под различни услови. Мислам дека со навирање нели на Антеја и на земјата, мислам дека не пречи со оглед на тоа што диверзитетот е содржаен и составен дел од секоја епизода. Музиката, која што ќе имате можност да ја слушнете за крајот на емисијата, ја работи Джеф Русо и може да си го платат и да го најмат овој композитор кој што е се попопуларен и популарен во ТВ сериите, кој што About Cherry, ако не се лажам, беше еден од првите филмови кој што тој ја правеше музиката, а потоа ја правеше музиката за ТВ серијата Fargo, од останатите ТВ серии на кои што се реферира неговото име како композитор е Lucifer, American Gothic, The Night of Bull, потоа Channel Zero, Time After Time, Legion, Star Trek Discovery, Counterpart ја работи музиката, Altered Carbon, ушен на ТВ серија која што е од научна фантастика и од нивно милје, потоа Umbrella Academy, ја работи музиката Диекте, негова музика, For All Mankind, уште една ТВ серија од научна фантастика, Star Trek Picard, Warrior Nun, Brave New World, уште една адаптација од научна фантастика која што ја прави тој музиката, Brand New Cherry Flavor и Clarice Pea, негови творби, односно негови композиции може се пронајдат таму како составен дел од епизодите кои што ги снимаше минатата година, а оваа година Long Slow Exhale ја работи музиката Star Trek Strange New Worlds и Bosch Legacy покрај The Man Who Fell to Earth, така што милува да се игра во научно фантастичен манир и да меша, барем во случајот на The Man Who Fell to Earth, композиции кои што содржат електроника, односно кои што се работени на Сайдзер, меѓутоа кои преминуваат, например, во еден случај во оркестрација, така што да, оркестар има на овој скор и во засебни делови пред се преовладува во изборот на композиции кои што треба да го проследат сентиментот на овие ликови со кои што се запознаваме во нивните траурни ситуации во кои се доведени да ги носат живото загрозувачки одлуки. Поглед на сценографијата, снимено е во предградие кај што живее фамилијата, односно фамилијата Фолс наспроти богатството на фамилијата Фуд, значи имаме една контрадикција. Двоземјанинот доаѓа кај семејството Фолс и се патува низ градови, има нели елитно обкружување на компаниите и те говорите, и секако аватаровата планета, односно Антеја, со не баш кој знае каков CGI. Поглед на кадрирањето, Адам Гилам, кој што има работено на I May Destroy You, потоа Томи Медокс, Апшо, на кој работеше на Empire, и Балаш Болиго, кој што ја снимаше Anatomy of a Scandal, се кинематограферите, односно директорите на фотографија на оваа серија, кои си играат со перспективата во меѓусветот, например, меѓутоа нивните сцени се со интензивни сатурирани бои. Поглед на не толку колку од другата страна. Поглед на монтажата, предолги се епизодите, се е во ред што има простор да дишат сцените и ликовите во нив и да се запознаеме подобро со протагонистите и антагонистите, ама мислам дека може да се скрати, секако да се отфрли, заради тоа што никому не му требаат едночасовни епизоди. Костимографијата и шминката има посебен изглед кој е направен за вонземјаните, кога не се на земјата, а тука ќе ни ја испијат водата како што може да се воочи, останатите се разликуваат во контекст на манифестацијата со дрес кодот или не, меѓутоа е модерно време во прашање, така што и облеката се одвестува на него. Надприродно се разбира дека има вонземјани се во игра и нивните уреди и летала и пред се меѓусветот на каде што се кријат на земјата. Поглед на хуморот има детско однесување на Фарадеј, кое што на почетокот знае да биде смешно и секогаш ќе изискува хумор со оглед на тоа што имаме еден вонземјанин кој што доаѓа и не
на земјата и не е запознаен баш со правилата на однесување на луѓето, а еротика за жал нема ни трага ни глас. Визуелни ефекти секако дека има во контекст на самите летала, во меѓусветот на земјата и во се што носи со себе, односно се што вади од себе пред се Фарадеј со оглед на тоа што тој има надприродни моќи. Во поглед на флешбек секвенциите имаме ситуации во кои што се навраќа во минатото на семејството Фолс, конкретно на Джастин, и има неколку ретроградни навраќања. Покрај низиното има халуцинација во меѓусветот која што се провлекува, а жанровски е научно-фантастична мелодрама. Англиски и вонземјански се говори во неа, односно јазикот на Антеа. Поглед на недостатоците, епизодите се предолги. Има во дадени ситуации каде што некои ликови повеќе служат на архетипите, односно на нивната типизираност, како што се ликовите од разузнавачките служби, повеќе отколку што има некаква си значајна функција во серијата, некоја што се со секундарна позиција. Меѓутоа многу време се осознава човештвото со нистој празен и невпечатливоста пред се и е може би некаква си негативна карактеристика на оваа серија со тоа што антагонизмот е недефиниран дури на самиот крај. Да, нужно е да биде скриен, меѓутоа сметам дека повеќе се оди кон патетика отколку што се оди на разрешување на конфликтот кој што се зачнува во серијата. Погледам континуитетот на епизодите се губи ритмот помеѓу епизодите, иако мисијата за спас на планетата е пресудна, многу време е потребно за таа да стане приоритет во поглед на градењето на ликовите. Акцентот е ставен на двете фамилии, но и на потеклото на вонземјаните. Секако споредните ликови ги има во функција и некои од нив се доработени, некои се само типизирани, посебно како што е и приказната за Лиса, нели, се маргинализирани повеќе во контекст на главното действие. Во поглед на адаптацијата, истоимената новела на Уолтер Тевис се базира оваа серија, а секако постои тука и филмската адаптација, сетите, со Дейвид Бови. Слични серии се научно-фантастичните Invasion, Station 11, Foundation, The Time Traveler's Wife, Raised by Wolves, Terra Nova Alabri, The OA, His Dark Materials, Shining Girls, Resident Alien, Altered Carbon, Travelers, Lost in Space, Another Life, Roswell, New Mexico, односно сите научно-фантастични серии кои што сте ги погледнале треба да бидат реферирани. Во поглед на атмосферата, таа е драматична, гледливоста е донекаде задржана и убедливоста е доловена во дадени ситуации. Во поглед на епилогот, вратен е Фарадеј во родната планета, меѓутоа заробен е Нейтан под надзор на CIA и остава еден отворен крај кој што и тоа како бара втора сезона за да забележиме како човештвото ќе биде доведено до екстинкција и дали може би ќе се спаси и себе си и жителите на Антеа. Во контекст на самата еволуација 8 од 10 има оваа серија од мене, преценета е оценката, знам, меѓутоа ретко гледаме научно-фантастични серии кои што се правени со засебно внимание, така што иако не ја заслужува, ќе ја добие таа оценка од мене. Од поглед на продолжение, уште се немат изјаснето од Showtime дали ќе ја откажат или ќе ја продолжат, ама ќе им треба нешто за да се пополни наредното лето, така што пожелно би било да почнат да снимаат што е можно побрзо. За самиот крај на емисијата да ви напоменам одредени концертни настапи и воопшто културни чинители кои што ќе бидат значени во рамките на престојниот период кој ни доаѓа. Како што веќе добро знаете, и во оваа епизода и во претходната ви напоменав дека Ехо започна со одржување на 19 септември, односно тоа е планинскиот филмски фестивал. Потоа денес ќе може да ги погледнете Space Fever преку Reddit и Conspiracy во МКЦ заедно со промоцијата која што ќе се одржи во рамките на Младинскиот културен центар, која што буквално започнува по завршувањето на оваа емисија, односно промоцијата на романот во Шицки од страна на ПН публикации и авторот Марко Грегор. Потоа следи вечер во
концертен настап на Ширшаја и Пепел во Браво и Аспирин Мун во Буква. Така што имаме 4 настани во еден ден, за кои што секако дека може да се препише ковид пандемијата како еден од факторите за брзање и пренатрупување на сите настани во текот на еден ден. 23 септември имаме Филхармонија крај Вардарот Джез, 24 септември во Битола Metal Discharge, односно метал фестивалот на ракометното игралиште, каде што ќе настапат 5 значајни и култни македонски метал бендови, кои што топла препорака е да ги погледнете на едно место. Потоа ќе може истиот ден во Скопје се одржува концертен настап на Транс-Хантер и Јангза на гитари на гаражите под Плочник, се извинувам, 25 септември од 10 наутро до крајот на денот на Шамак и Синестетика 3. Истата вечер во Филхармонија настапува Лелит. 28 септември е промоцијата на мојата нова книга Мастерклас во Младинскиот културен центар во 20 часот, односно книга со интервјуа кои што ги праве во рамките на мојата емисија Данс Макабре на Канал 103 со 6 македонски филмски режисери. 39-ти Гаргара и Дизис настапува во гаражите под Плочник, а 1 октомври Дизис, Ангза и Дисонор настапуваат во истите гаражи. Хексис и Мамут на 2 октомври настапуваат во Браво, а културно-уметнички работници 7 октомври во Младинскиот културен центар. 8 октомври Градот ме тера да пеам во МКЦ и Шок Труперс 28 октомври исто така во МКЦ. А бендот со кој што ја почнавме емисијата, најавувам уште еднаш, Киамуц, односно 10,000 Moods, односно 1000 Moods, извинувам, 9 ноември, Младински културен центар пред група Строг Пост. За крајот на емисијата ќе слушаме неколку композиции на Джеф Русо, кој што ја работеше музиката за The Man Who Fell to Earth. Вие го слушавте 89-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на првата сезона на The Man Who Fell to Earth. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.